Најпрво сакам да кажам дека изборот на председател на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Кривичниот суд во Скопје, конечно се случи и со самото тоа сметам дека не сме веќе да постојат оправдувања, ниту пак да постојат некакви алибија, доколку состојбите во тој суд не се поправат. Очекувам со помош на целиот колектив, мислам на судиите, на стручните соработници, на судската служба, дека тие состојби ќе се поправат со наше заедничко работење и залагање. Кога може да се очекува годишен распоред? Затоа да кажам, односно тоа ќе има ли понатаму скандалозни, односно распореди на кои што ќе реагираат најголем дел од судиите ќе бидат незадоволни и како планирате да ги смирите тензиите, нарушените би човечки односи, дали понатаму ќе има ваши судии? Вака, значи најпрво е потребно да се направи анализа, да видиме што било сработено во минатиот период. Ќе разговарам со сите судии и поединечно и општо. Ќе разговарам секако и со службениците, со стручните соработници. Како што реков, промени сигурно ќе има преструктурирања, меѓутоа се надевам дека овој пат тоа ќе биде на општо задоволство и верувам дека нема да има незадоволни. Ќе видиме, нели, што ќе донесе времето, откако ќе се направат анализите, откако ќе се направат новите распореди, ќе ги видиме и реакциите. Секако инстант, односно итни некои си прераспоредувања нема да се случат, освен по исклучок, нели, доколку тоа е потребно да се интервенира веднаш, моментално, за некои оддели кои што не трпат одлагање, инаку годишниот распоред се знае доаѓа, нели, со крајот на годината, така да освен тие, како што реков, некои евентуални итни интервенции, поголеми промени нема да има. Но сега ќе се останат сите обвиненија, ќе се доценат и Атисот ќе ги врти судиите што се од прошлиот распоред, кои што се само подобни судии. Дали вие ќе се согласите со тоа? Ќе правите ли внатрешна анализа лично вие како нов човек таму? Може. Ќе се паднат кај нив предметите. Дали вие нешто ќе преземете за тоа или така ќе оставите? Видите, како што реков, значи во овој момент е прерано да дадам одговор на тоа прашање. Анализа ќе се направи, ќе се види дали има проблем во таа смисла и доколку се утврдат некакви проблеми, сигурно дека ќе има и моментални одлуки во тој правец. Меѓутоа, без анализа не би можел по-конкретно да дадам одговор на ова прашање.